најновото интервју за порталот Курир и воедно прво од интервјуата со кандидатите за градоначалници за предстојните локални избори, разговараме со Иван Јорданов од Штип, кој што е пратеник во Македонското собрание. Добар ден, господине Јорданов. Добар ден и од мене. Се надевам дека ќе можеме да споделиме добри информации кои што ќе ги интересираат следачите. Вие сте релативно млад политичар, од она нова генерација на политичари. Воедно вие сте и кандидат општината, каде што сте и председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Вчера председателот на партијата, господинот Христијан Мицкоски, ве промовираше вас како кандидат и воедно меѓутоа ги промовираше и политиките за локалните избори. Еве конкретно, бидејќи и вие сте млад човек, што ќе им понудите на младите во општина Штип? Како ќе ги задржите да останат тука? Па добро, морам да истакнам пред се дека најчесто она кое што се поставува како прашање и кај луѓето со кои што јас лично се среќавам, и кај луѓето кои што комуницираат меѓу себе, е што е тоа кое што ќе се вети на престојните избори и што е тоа кое што е потребно да се направи. Знаете, ние во изминатиот период, поготово на претходните локални избори, имавме една инфлација на изборни ветувања која што ги девалвираа проектите кои што се за добробит на граѓаните, кои што се за развој на нашиот град, и се наоѓаме во една ситуација кога граѓаните комплетно имат изгубено довербата и во политичкиот систем, и во политичките субјекти, и во кандидатите за градоначалници. И затоа мораме пристапот најпрво да го промениме. Мора да биде искрен тој пристап, за да луѓето сватат дека ние навистина имаме желба, визија, волја и мотивација да направиме нешто добро за идните генерации и за нашиот град во кој што заеднички живееме. Спомнавте како млад човек, како млад родител, нормално дека имам исто така обврска спрема цела генерација млади луѓе кои што се иднината на нашиот град. Да направиме од нашиот град место за живење со кое што сите ќе се гордееме. Повеќе сегменти се офатени за да го подобриме животот на младиот човек. Пред се економијата. Ако немате добра економија, ако немате можност како да ги задржите младите луѓе во нашиот град, во градот Штип, не знам како ќе ги мотивирате со други содржини за да ги убедите за да останат и да живеат овде. Така да, суштински проблем на сите граѓани во нашиот град е подобрување на животниот стандард. Во нашата изборна програма, која што е се уште се креира и која што ќе биде креирана врз база на една темелна анализа, испитување на јавното мнение, но и врз база на едни консултации од врвни експерти во делот на економијата, ќе направиме еден исчекор како да ги задржиме домашните инвестиции, но исто така и да привлечеме нови инвестиции, со кои што ќе отвориме можност за нови работни места во нашите индустријски зони. Да направиме преквалификација, инвестирање во човечкиот капитал и кадар, за да можеме луѓето да ги задржиме овде, но и да бидеме конкурентни на пазарот на труд. Тоа е основното нешто на кое што треба да се задржиме. Нормално дека другите содржини кои што планираме да ги понудиме, не се жичара до Исерот, не се брана или некои други мегаломански проекти кои што не го видува светлото на денот, односно повеќе служат сега за пародија отколку за реални проекти. Нема да ги ветуваме тие проекти кои што реално не се издржливи и кои што градот нема капацитет да ги направи. Ние ќе ветиме една честна посветена работа, а во таа честна и посветена работа содржини кои што ќе имат за цел да го подобрат квалитетот на живот на сите наши сограѓани, без разлика дали се од помладата популација или повозрасната. Но еве конкретно кога сме на овој дел од градот, ова е пешачката патека која што беше оставена од претходниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН, верувајте, ова е место каде што се спојуваат многу генерации, место каде што рекреираат многу наши сограѓани. Сметам дека на Штип му се потребни едни вакви содржини. Доградување на веќе постоечките и отварање на нови социјални содржини, од типот на велосипедски патеки, пешачки патеки, повеќе зеленило, повеќе паркови, можност за една нова социјална содржина, отварање на киносали. Нешто кое што ќе го карактеризира Штип како вистински административен економски центар на Источна Македонија.
И затоа она кое што можам да го ветам или за она за кое што можам да се обврзам. Честна, посветена, одговорна работа, со силна мотивација да се создаде вредност во нашиот град со многу содржини кои што ќе ги привлечат младите луѓе да креираат своја иднина во нашиот град, а еве во таа насока ги спомнав сите овие проекти кои што планираме да ги направиме. Во нашиот град има многу диви депонии, многу места, многу локации кои што се запоставени. Истите тие може да бидат преуредени со одредена содржина, дали се тоа паркови, дали се тоа шеталишта, дали се тоа можност за некој друг вид на рекреација, едноставно да се вложи малку повеќе љубов во нашиот град. А сето тоа мислам дека граѓаните со тек на време ќе го препознаат во оваа фаза, повторно ќе кажам, заради немањето на доверба. Не смееме да се расфрламе со ветувања кои што се нереални, туку можеме да ветиме само посветена работа, честност, одговорност и принципијалност. Еве конкретно за оваа стаза, разбрав дека е некаде долга околу 6 километри и е изградена од претходната власт од ВМРО ДПМН, меѓутоа под раководство на сегашната власт 4 години не е мрднато камче тука. Еве конкретно вие со какви содржини би ја збогатиле оваа стаза? Па ние работиме на тој проект, морам да бидам искрен, и во изборната програма на ВМРО ДПМН овој дел од градот ќе биде комплетно опфатен со нови содржини. Она кое што го планираме, затоа што секојдневно доаѓа до немили настани инциденти да пешачката патека се користи и како велосипедска патека. Сметам дека добро е и градот има капацитет истата да ја прошири со велосипедска лента каде што ќе се движат велосипедистите. Исто така, оваа патека е место каде што ги спојува, како што кажав пред малку, многу генерации. Зошто да нема овде неколку содржини од типот на скејт парк, амфитеатар, некој угостителски објект каде што ќе можат граѓаните да одморат, да застанат, да искомуницираат, да се дружат и на тој начин да го збогатиме социјалниот живот во нашиот град. Така да ова е еден дел од градот каде што сметаме дека треба да се направи нешто повеќе. Исто така најголема забелешка во досегашниве години е дека не е доволно осветлена. Знаете, безбедноста е нешто кое што треба да биде приоритет. Мора да се посвети малку повеќе внимание, затоа што како што е оставена оваа патека 4 години, ништо во неа се нема променето, напротив, се амортизира и се влошува состојбата во која што од ден во ден. Затоа сметам дека треба да се вложи малку повеќе труд, малку повеќе љубов, затоа што не е секогаш во парите. Вие можете да имате пари, но ако немате визија, желба, љубов према она што го работите, нема да постигнете ништо. Така да и оваа патека е градена со многу љубов, а со многу помалку пари од тоа што некој замислува, и сметам дека ако се продолжи во таа насока, со тој интензитет, како и претходниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН кој што остави дела зад себе, мислам дека граѓаните на Штип ќе го препознаат тоа. Што е со спортските објекти во општина Штип? Општина Штип е, конкретно и градот Штип е град со долга традиција на успешни спортисти. Меѓутоа некако последниве години сето тоа е запоставено. Конкретно еве се почна реконструкција на градскиот стадион, меѓутоа има потреба од многу повеќе игралишта, секако нели и спортот е еден од основните постулати од образованието на секое дете треба да биде опфатено или за правилно развивање на телото на децата. Имате ли начално планови и што се ќе правите од тој аспект? Нови спортски содржаи? Секако дека Штип е град на спортот, од Штип излегле многу спортски работници, многу спортисти со кои што сме се гордеели, ден денеска се гордееме. Во спортот секогаш е малку, колку и да се инвестира, колку и да се вложува, секогаш не е доволно, но мора да се направи исчекор од тоа што го имаме како состојба денес. Ги спомнавте младите генерации. Спортот е место, е област во која што може да се анимираат од најмала возраст многу генерации да се насочат во прав правец, да го градат својот карактер, својата личност преку спортот. Но исто така инфраструктурата во која што тие треба да рекреираат, да тренираат, да спортуваат, да се надоградуваат е многу битна за да биде основен услов за да се привлечат. Локалната самоуправа има ингеренции да понуди на своите сограѓани, на граѓаните на општина Штип, повеќе спортски содржини, спортски сали, места каде што ќе рекреираат, ќе се дружат, ќе спортуваат,
на крајот од денот ќе постигнуваат резултати со кои што сите ќе се гордееме. И во нашата изборна програма имаме одредени локации каде што планираме одредени места кои што се запуштени или одредени спортски содржини кои што се нефункционални. Да ги доуредиме, да ги направиме да бидат функционални и да бидат пристојно место каде што младите генерации ќе можат да спортуваат. Но исто така имаме планирано и поддршка на спортските клубови. Оному каде што се креираат спортистите и спортските работници. Затоа што општината мора да е стимул на развојот на спортот во нашиот град и се обврзуваме дека ќе продолжиме со многу поголем капацитет од тоа што во овој момент се случува во општината да инвестираме и да дадеме поддршка и на спортските клубови, но и да направиме инфраструктура преку која што ќе ги анимираме младите генерации да се движат во права насока. Господин Јорданов, вториот дел од интервјуто го започнуваме тука од пред клиничкиот центар во Штип, објект кој што 4,5 години веќе е заглавена неговата изградба, објект кој што чини неколку десетици милиони евра, објект клинички центар кој што требаше да ги обезбеди сите оние услуги здравствени на градот Штип па и околните општини. На што се должи одлагањето на изградбата? Зошто се уште седи само готова карабина? Па добро, како што спомнавте вие, веќе 5-та година клиничката болница, новата зграда на новата клиничка болница се уште е во застој, оставена така да сведочи за нивната неспособност, затоа што помина и корона бранови, помина и многу и се уште трае здравствената криза, а здравствените власти никако да се свестат дека треба час поскоро да ја довршат и да ја стават во функција оваа клиничка болница, која што ќе биде од суштинско значење за целиот источен регион, не само за граѓаните на Штип, не само за нашиот град, туку за сите пациенти кои што доаѓаат од истокот. Многу пати оваа тема сме ја дискутирале, многу пати во јавните настапи сме апелирале, сме правеле јавен притисок да биде довршена, но ништо од тоа не видовме дека се свестија властите или дека имаат намера нешто да направат. Еве и оваа прилика ја користам да апелирам до надлежните, до здравствената власт, до министерот, до актуелниот градоначалник кој што по професија е доктор, живее во Штип, да направи притисок, да го изврши влијанието како градоначалник до министерот или до оние кои што се надлежни за довршување на оваа клиничка болница, час поскоро да биде завршена, а со тоа да биде овозможено давање на подобри здравствени услуги и на сите штипјани, но и на сите пациенти од целиот источен регион. Знаете, во комуникација со нив многу често во јавноста кажуваат разноразни причини зошто досега не е завршена, но единствената причина заради која што се уште оваа болница не е изградена и не е пуштена во употреба е нивната неспособност и немање на желба за да се доврши. Очекувате ли да преземе нешто актуелниот градоначалник, ако се име предвид тоа што неговата неодамнешна изјава дека стресот и цигарите се виновни за големиот број на заразени и починати од корона? Сака ли некако да избега од одговорност за тоа што овој објект не е завршен и не е пружена негата и заштитата на граѓаните која што има во време кога има најпотребна? Па добро, не само на оваа тема. На сите нивни неуспеси, единствена инвестиција која што ја направија во изминативе години е пропагандата. Така да 3 пати кажана лага сакат да ја прикажат како вистина, па и на оваа тема нивната неспособност нормално ќе ја прикажат како нечија друга неспособност, а во суштина тие се 5-та година веќе на власт. Ако навистина сакале да ги подобрат условите во здравствениот систем и во здравството во нашиот град и во државата, нормално дека имале инструменти, имале власт, можеле да го направат тоа. Но кога Република Македонија е на врвот на листата на земји по број на починати и по број на заболени, нормално дека ќе се бара одговорност. Одговорноста е во тие кои што управуваат со државата, а не во граѓаните, како што тие сакат да прикажат дека заради граѓаните и заради нивната негрижа за сопственото здравје, Македонија е со толкова стапка на смртност. Наспротив тоа, ја одговорно тврдам дека условите во здравството, немањето на капацитет и сето она кое што можевме да го видиме во изминативе неколку месеци, неработење, немање на стратегија како да се справиме со пандемијата е резултат за големиот број на починати и заболени. Тоа е реалноста, а сето друго кое што тие сакат да го прикажат и да се амнестираат од одговорност е на лоша пиар работа.
Господин Јорданов, вие доколку станете градоначалник на општина Штип, што е тоа како локална самоуправа што ќе го преземете за подобрување на состојбата во здравството со оглед на тоа што централната власт е од другата партија, од владеачката, од СДСМ, дали ќе успеете да издействувате, да имате некаква форма на притисок да бидат завршени овие објекти? Како што напоменав и во претходниот одговор, јас сум свесен дека ингеренциите, надлежностите на локалната самоуправа и на градоначалникот се ограничени и дека можноста за да се промени нешто од ова што во овој момент го гледаме е минимална од позицијата градоначалник на општина Штип. И затоа апелирав да ја искористи позицијата и своето влијание врз партиските колеги, односно здравствените власти, за да го отслика незадоволството на граѓаните во Штип, за да ја отслика потребата на граѓаните од Штип за довршување на еден ваков објект. Тоа е она кое што јас, како иден градоначалник, би можел да го направам за моите сограѓани, да ја презентирам состојбата во која што се наоѓа Штип и потребата од довршување на оваа болница, да инициирам средби, да го пренесам она кое што го чувствуваат граѓаните и да го направам потребниот притисок, да конечно се свестат и министрите и премиерот дека ова е од круцијално значење проект кој што мора да биде завршен. Ви благодарам, господин Јорданов, за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата.